Дали човек се раѓа злобен или животот го прави? Дали мајчиниот инстинкт може да биде победен од инстинктот за преживување? До што доведува алчноста? Почитувани, денес зборуваме за драмата Парите се отепувачка од Ристо Крле. Парите се отепувачка е драма која говори за печалбарството. Синот на многу мала возраст заминува на печалба во Америка. Се враќа по 20 години. Кога се враќа, неговата сестра Ката му предложува да направат мала шега со нивните родители и да не им се кажува кој е, се до следното утро. Но за жал, неговите родители, заслепени од парите, не го препознаваат својот син и го убиваат. Македонија и денес е печалбарска земја. Ако во времето во кое што пишува Ристо Крле, луѓето заминувале на печалба поради економски причини, тогаш кои се причините поради кои што луѓето заминуваат денес? Економските сигурно, но има и уште многу други работи, како стагнацијата во културата и образованието. Кога човек ја чувствува безнадежноста и неизвестноста, дали утрото ќе му донесе корка леп, тогаш решава да замине. Кога за едни работи немаш избор, а за други ти е наметнат од општествените стеги, тогаш паѓаш во очај. Парите го вртат светот, вели еден од главните протагонисти во оваа драма Ката. Парите и алчноста да грабаш без да се осврнуваш кому му наштетуваш водат во еден неповратен пекол. Што предизвикува родителите да се заслепени од парите? Немаштијата, предолгото страдање, менталитетот на малата средина или недоволното образование? Или пак сите овие фактори заедно? Предзнаците играат голема улога во оваа драма. Црната мачка, според фолклорните верувања, е предвесник на лошото. На мајката и доаѓа да го разбуди синот непосредно пред убиството, но таткото ја спречува. Злодело, кое покажува дека злото победува со уништување на најмилото, е најмрачното и најнечовечкото. Оваа драма говори за заслепеноста од материјалното. Кога човек нема, посакува да има. Кога има, посакува уште повеќе да има. Алчноста е мрак што ја уништува емпатијата. Крле создава слика за една средина која е стерилна и ги принудува луѓето да станат емоционално празни. Со тоа се уништува емпатијата и преовладува инстинктот за преживување. Почитувани, денес разговараме со прилепската писателка Тамара Петреска. Здраво, Тамара, ти благодарам што прифати да гостуваш во нашата емисија. Здраво, ми е чест и задоволство што сум денес тука. Среќа е да добиете покана од личност како вас, пред се фала ви. И ми е навистина драго што денес ќе бидам ваш гостин. Ти благодарам уште еднаш. Кажи ми, кога се појави твојата желба за пишување, кога ти се појави она инспирација за зборот да го пренесиш на хартија? Поприлично бев многу мала на еден училишен конкурс, кога бев прво одделение и наставничките навистина добро ни вгнездија, да речем, желба да се потрудиме да учествуваме. Тогаш всушност настани мојата прва песничка, откако и почнав да размислувам дека можам да го направам нештото и почнав посериозно се занимавам со тоа и од тогаш до ден денес се уште творам. Така. Од што добиваш најмногу инспирација кога твориш? Можам да речам дека од секојдневниот живот, од сите случаи кои што ми се случуваат, кои што сум ги видела во туѓите животи, па сметам дека можам соодветно да ги прикажам кроз збор. Така да од сите секојдневни случаи од мојот и животите на моите најблиски.
Така. Кажи ми, имаш издадено 3 книги, така? Така, да. Кажи ми нешто повеќе за книгите. Првата книга ја издадов на своји 14,5 години, Гласот на моето срце, која што имате и тука. Станува збор за збирка на поетски творби, кој што всушност таму е мојот темел, фундаментот на моето творештво. Во нејзе има доста мои творби кои што се така првично настанати. По самото читање на книгата можете да приметите дека станува збор за доста и непрофесионални детски песни. Но би рекла дека за возраста се поприлично и добри, ајде малку себично. Втората книга, Мечтаеш ли и ти, е комбинација од проза и поезија. Таму исто така имам раскажано осврт на моето детство поконкретно кроз творбите. Кроз текстовите имам доловено едни од моите најбитни, да речам, случаи во животот, кои што можат и да се приметат по стилот на пишување. Третата книга е Дождливи капки во пустина, која што излезе во почетокот на короната и се уште не е промовирана. Се надевам дека оваа година би имало и промоција. Станува збор за поезија, ете така да речам малку позрела поезија, со оглед на тоа дека ја издадов и кога малку и пораснав. Сепак бев се уште мала, издадена ми е на 16 години. За повеќе ќе ве оставам да прочитате и мислам дека е доволно да ве заинтригирам. Да, апсолутно. Кажи ми, која е генералната порака што сакаш да ја пратиш на публиката преку твоите стихови? Генералната порака е дека и кроз сите оние бурни случаи што ни се случуваат во животот, можеме да најдеме така издувен вентил преку кој што можеме да ги истишиме сите наши чувства што се во нас, и препорачувам секој да пишува, затоа што секој писател доколку обрне малку повеќе внимание, нели, како што се рекло, талентот е 5% и се останато е само работа и труд. Така да пораката ми е пишувајте, творете и бидете среќни. Кои писатели и поети најмногу влијаат врз твоето творештво и кои книги би ги препорачала на младите за читање? Искрено, како што веќе напоменав, јас почнав од многу мала да пишувам и во тој момент и ден денес моите омилени писатели се Горијан Петревски и Марија Ѓорѓиовска, со кои што денес сум во одличен однос, имаме контакт и сум пресрекна преди тоа, затоа што се најдувам измеѓу сите тие, бидејќи воедно сум и член на литературниот клуб на писатели од Прилеп. Марија Ѓорѓиовска исто така ни е член, па имаме доста често настани, случаи во кои што имаме простор да се дружиме, нели? Би ги препорачала, ете, сите им се прекрасни дела, кога би издвојувала Споменка од Горијан Петревски, тоа е едно емотивно и многу живописно дело кое што доловува доста случаи што всушност поминуваат многу деца во денешно време, нели, со самото заминување на Споменка. Од Марија Ѓорѓиовска би ги препорачала Бабините бисерни обетки, затоа што мислам дека сите и се одлични дела, ама ете делото со кое што мене ме купи под наводници е всушност тоа. Го спомна клубот на литературни творци во Прилеп и дека си негов член. Кажи ми за некои од твоите активности таму. Моментално јас сум записничар во клубот. Сум член на управниот одбор и сум во целокупниот организацијски систем на самиот клуб. Активно сум таму присутна, учествувам во комисиите кога одлучуваме да наградиме некои ученици на конкурсите кои што ги објавуваме, така да се дружиме, организираме и имате прилика да присуствувате на некој наш настан, каде што можете да ја видите таа магија која што се случува таму. Така. Добро, Тамара, ти благодарам што прифати да гостуваш во оваа емисија. Ми беше и мене чест и се надевам дека ќе се видиме и во наредни прилики. Почитувани, ова беше се за денес. Се гледаме во следната епизода.